2 дена едно по друго стравка и учениците и професорите поради лажни дојави за поставени бомби. Полицијата се уште трага по сторителите, а дел од родителите денеска не ги пратија своите деца на часови. Бараат МВР да биде побрзо во истрагата и конечно да открие кој стои зад пријавите. Апел до институциите за да си ја завршат работата упати министерот за правда Никола Тупанчевски. Според него, со дојавите за поставени бомби не само што се попречува правото на образование, туку се влева и страв во целото општество. И дефинитивно ќе мора да се открие стоителот на или сторителите на тоа кривично дело, кои што навистина поттекнуваат не само непријатност, туку создаваат страв во целата општествена заедница. Брзо расчистување на случајот побараа и од Сојузот на средношколци, со цел учениците повторно да имаат непречена настава во школите. Министерството за внатрешни работи максимално да се посвети на потрагата по чиновниците и брзо разрешување на ситуацијата за повторно да може да имаме непречена и безбедна настава. Овие закани мора да бидат сватени сериозно, имајќи ја предвид безбедносната состојба во земјата и светот. Безбедносни експерти велат дека хибридните закани кои во моментов се активни и на локално, но и на глобално ниво, имаат за цел да влијаат врз кредибилитетот и интегритетот на личностите или групите кои ги кројат државните политики. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели казната за испраќачите на лажни дојави треба да биде најстрога. Според Спасовски, ова е монструозен чин со кој се заплашува јавноста. За сега, според информациите, познато е од каде биле испраќани дојавите и двете имејл адреси на испраќачот. Електронската пошта со закана за поставена бомба стигна во средата до 8 средни училишта во Скопје, а вчера до 9.